најпродаваниот автомобил во светот, штото го стана уште попривлечен. Со иновативниот самополнечки хибриден погон и целосно нов пристап кон дизајнот, Corolla е уште позабавна и поефикасна од било кога. Елегантен изглед, технологија што ниже награди и безбедност каква што можеш само да посакаш од еден автомобил. Оваа Corolla седан е најдобрата до сега, плюс со 10 годишна гаранција. Нова сезона, 1 на 1. Окей. Сезона 13, Good Nature и сега ќе водиме во студио. Ајмо режија. Малку бен, па малце на мене. Еве сега. Не нема долго време, ама повторно сме тука. Малку студио сменато, Ѓоко стално нешто чука. Мартина, Стефани и Андреја. Нова млада крв, поздрав маестро, гуру, харе, број 1, тој е прв. Ништо не е исто, но водителот е тој. Од 300 епизоди, не мерам број. Редно време беше во студио да се дојде и баталија, короната гледаш никако да пројде. Прва епизода од 13-та сезона, главна гостинка е женска, болја од Мадона. На лото стегната, изгледот ти е драм, а 100.000 ја следат неа на Инстаграм. Игра имитација и времето ќе пројде, а НК е недела пак емисија ќе дојде. Ни фалевте и вие, не фаќаше сон, да си почнеме дечки, 13-ти сезон. И пред да започнеме со главниот гостин, имаме специјално изненадување, бидејќи не е во Македонија, преку Skype го имаме и го пуштаме херојот на македонскиот игран филм и глумиште. Дами и господа, Кили го имаме. Кили! Чекај само да прашам, ова не е Вибер? Не е? Ама Skype го вика... Ај, добро, нема врска. Веројатно од Skype е поскапа музиката, за да се свири. Да, добро. Абе, битно го бараме. Само до сега требаше да се уклучи. Ѓого, нели требаше да го чекаме и да го имаме? И у студиот, и у сценариот ми пишу. Знаете како? Ај, ништо, режија. Ај уште еднаш да му звониме сепак, бидејќи гледаме дека не го бива. Ај плюс тече време. Уште еднаш звонете. Поштовани публикуме! Поштовани публикуме, мој драги! Чекај. И најдражи меѓу свима, Кили? мој драги, Во живо? Жарица, бре! Кај си, Кили? Ево ме, бре, мој Не то Жар. очекувавме, извини. Не, добро, седи. Ето, хвала. Од кај дојде ова? Кили? Ето видиш, брате мој. Многу добро изгледаш. Па ето, тоа е затоа што мени прија таа еквадорска Како ти пише ренесанса, овде, драги, нормално, брате, па нормално, предобро изгледаш. Како ти ја кажем, Жарица, али ти уопште не изгледаш лошо, бре, драги мој брате. Не сме се виделе одамна и види, дека не сме се виделе одамна изгледам, а ми изгледаш некако поинаку, ама веројатно е само до тоа. Некако си како друг. Па мислим, брате, е ово телевизија сад моментално? Да. Епа туто бене, бре, драги мои. Туто бене, дивна моја Македонијцо, драга. А највеќе меѓу свима, мој мио фратело, амиго Само Жаре. кажи ми, не сме се виделе одамна бенда, дали ти се допаѓа, ми е многу битно, ти си музичар, ти си актер, ми е драго да кажеш. Ма види, погледај ове цурице, лепотице, Така, бре, две. да. Мислим, еден момак вари просек меѓу нима. Да. Али у реду е све. Ма браво, бе, браво. Еден аплауз за мог Жарицу, бре. Фала, Кили, види, искрено да бидам, не те очекував, ми сега малку неспремен сум, да знаевме дека ќе дојдеш, ќе спремевме гитарче, нешто, ќе донесевме. Ма човече, бре, можем јас, овие мои прстиња, онака цап, царап, цап, на она пијанисимо форте да отсвирам Само да го прашаме, Стефан, ќе ти биде проблем ако не? Ма ќе направиме одличен шоу, одлична представа, бре. Кили, добро, важи, фала, брату. Thank you. Добро, што би отсвириле? Па идемо можда yesterday, шта ја знам. Како не, класика. Класика, бре, као на Џон Ленон што пева се Кирил Поп Христов, yesterday, дами и господа, да видиме, да чуеме. Само извинете, чекам, он се, стоп. Кили, стоп, не, свири Стефан. Ма шта, бре, кој Стефан? Стефан спава, бре, јас свирам. Со ови моим 10 прстима, бре, Жарица, немој да ме прекидеш, брат. Гледаме дека другиот свири. Кили, другиот свири, бре. Days, yesterday, oh my troubles seem so far away. Wow.
Ето, ма певам бре болje од Ленона, бре, šta hoćeš Не, така е, да, прекрасно. Прекрасно, Jeste, добро, ја да. мислам доста е. Ја мислам доста е. Врати се, Кили. Ето, Врати се. хвала. Да, и браво. Хвала Мислам, вам, извини, бре. нема публика и многу ми е драго што ти свириш, а не Стефан. Ма нормално, Многу нормално. се радувам. Па хајде бре, брати, jel имаш уште неко питањце, нешто, оно, ово, знаеш? Најсериозно ќе ти кажам, немам, бидејќи искрено очекувавме дека ќе бидеш на Skype. Испадна дека не си, испадна дека не сте нади и дојде во живо, што е топ. Што е се работа? Нешто дека ќе сум, драги мој? Ја мислев дека ќе си на Skype. На Skype дека ќе сум. Значи, На ми Skype. рекоа и така пишува дека Па видиш, малку ти е ступиден коментар. Зашто што направи сега? Да, малку ти е ступиден и изгледа и ти како она водителица која што се бави стално со рекла казала. И она така ме праша, еј, Кили, на што си? И? Па не сум бре на Skype, жаре. Не сум бре на ништо, бре, Македонија, бре. Не сум на ништо, бре, ма јел сте ви нормални људи, бре, шта радите? Зашто бе? Ма, немој да ме јебеш, бре. Ма, иди тамо, бре. Па ништо, спрати го со музиката. И ете, тоа беше Кили, дами и господа, сезонава може ќе го имаме вистинскиот Кили, кој знае, ќе видиме. А сега следно е Лајме од иднината, овде ми пишува. Значи вести од иднината, тука да ни ги презентира вестите од иднината, тоест таму да ни ги презентира вестите од иднината 2017 некоја година. Маријан, одиме, Лајме од иднината. Гледате Лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 11.2.2073 година. Ова се вестите на денот. Градот Скопје конечно го реализираше проектот за новите електрични автобуси. Но за жал користењето на автобусите се одложува за некои подоби времења бидејќи нема струја во државава. Министерката Царовска презентираше нов предлог закон со кој тоалетната хартија ќе се замени со електронска хартија. Еден од државните административни работници кои со години не одат на работа, а примаат плата, денеска даде отказ. Причината за отказот е тоа што веќе не можел човекот да ја трпи дома жена му. ГПК-от во кој беше сокрие Никола Груевски при неговото бегство, денеска беше изложен во музеот на ВМРО. Македонија стана светска велесила во производство на канабис. Но за жал во ова благородно растение нема да уживаат многу граѓани, бидејќи сите му ја дувнаа од држава. Ново од денеска секој мртовец кој сака да влезе на гробишта и да биде погребан ќе мора да си приложи сертификат за примена 1759 доза од вакцината против COVID-19. Од владата информира дека наскоро ќе започне да се гради новиот клинички центар кој го ветуваше буквално секоја влада во изминативе 100 години. Министерот за здравство им порача на сите кои веруваат дека проектот ќе се реализира, дека можат да одат да се лечат. Гледавте Лајме од иднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креатурите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас.
Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Се будам са бајле, гледам немам денаркјор. Треба да платам струја, вода, телефон. Ако зајмам од перок има проблеми еден тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стои. Да завршам работа кој 1, 2 и 3. Од дома се да следам, знаеш такви луѓе ти. Преку телефони не, цело време достапни. Продавниците за пари сегде се отворени. М брз, М најдобри. Слушни жаре што ти збори во М, кеш аплицира и си. Јас сум полковникот Сандерс и повеќе од 80 години целиот свет ужива во моите уникатни пилешки специјалитети. Оригинален рецепт со 11 тајни билки и зачини, уникатен вкус и традиција кои го прават пилешкото. It's finger licking good. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Vids во аптеките близу вас. 13 сезони еден на еден, многу гости, многу приказни, а кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky бар со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука
гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Детокс микс, чајна мешавина од билки која поволно действува за детоксикација на организмот и се препорачува чајот да се пие 3 пати на ден, незасладен. Good Nature Detox Mix. Ме прашува, знаеш ли да печеш леб? Ја им викам, можеш ли да препознаеш ти добро брашно, другар, бидејќи од лошо брашно добар леб не излегува. Ама ако го погодиш брашното, топ си. Подолго време, моето брашно од Кадино е моје брашно, а велат има што победува не се менува, затоа јас и моето брашно сме си шампиони во кујна. Иако сте во план да поземувате пари, побарете ги Емкеш, бидејќи тие поземуваат одговорно, транспарентно, лесно и брзо. Емкеш, пријателе, побаре ги и види зошто се најдобри. Yes! Време е за првиот гостин, поточно првата гостинка во новата сезона, која, ако сте гледале било каква најава, веќе знаете дека е нашата омилена голема пријателка Маријана Станојковска! Која носи подарок? Yes! Nice! Чекай! Да те гуши. Слика и да остане за историјата. Има некој кој што многу сака благо, тоа е Мартина. Добро. И за тоа ќе оди кај тебе. Зошто ти сакаш благо? А јас сум на диета, не и кажувај на Маријана. Ај, Жана, јас ништо. специјално за тебе Не, ама што направив реков? оваа Реков дека едва чекам да ја јадеме тортата. Така, тука ќе, ама после тоа ќе мораш да пробаш бар половина седи, парче, човече, затоа што јас ја правев, ова е Васина торта и ме потсетува на детството. Прва гостинка, не можев да дојдам со празни раце, морав да ти подготвам нешто, затоа оваа торта е специјално за тебе да тргне сезонава убаво. Тука ме гаѓаш. Еве овде ме Со гаѓаш. сладко. Thank you. Со најубавата торта, омилената моја торта од детство. Ти ја правеше и тоа ми причинува преголемо задоволство, што си посветила време толку многу. Се потрудив, Жаре, се потрудив. Прејако е. Пријатели сме, се потрудив. Кога бев дете многу го сакав инаку паторчето, да знаеш. Така? Да, премногу го сакав и кога сме кај тоа веќе кај дете, никогаш не сум те прашувала, ете се знаеме години. Што детство имаше? Кај живееше, пример, кај растеше? Јас израснав во Строг центар, тука одма Добро. веднаш Кај што си се уште? куќата на мајка Тереза, што е сега, тука Добро. тие згради. И со моите другарки си игравме пред домот на Арама. Добро, што бе игрите, имав стандард? многу убаво детство. Значи, стварно, многу игри игравме, народна, жмурка, ластик, потоа со барбики си игравме. Ќе ги Добро. земаме сите барбики што ги имаме од дома, ќе дојдеме пред домот на Арама, сега, нели, сега е спомен куќата на мајка Тереза, Така. тогаш имаше малку поголема широчина, имаше еден голем тревник и таму И со барбики? си игравме со барбиките, И ја исто со неколку барбиките. часа, ќе се заборавиме. Буквално целиот летен распуст го поминувавме во дружба. Сега каде што е фондот за здравство, претходно беше една продавница за воена опрема. Добро. Да, за воена опрема и таму имаше еден огромен простор со големи огледала, таму сакавме да танцуваме. Јас си им покажував некои Што од танцчи. мала? Да, правевме кореографии, танцувавме на нашите омилени песни и тоа ни беше многу забавно. Добра, прв мис кога ти е најпрв онага? Да, со мис... не знаеш. Не. Значи, најпрв мис ми беше мис на мало. Баш тогаш... Мис општина центар. Не, мис на мало гласаше. Уште бевме, да, бевме кај една другарка на гости. Добро. И неколку другарки се собравме, викам ајде да правиме нешто, што ајде мис да организираме. Кој ќе се пријави? Јас веднаш кревам рака, викам јас ќе се пријавам. Направивме онакви ленти каде што пишуваше мис на мало. Круната ја направивме од картон. Купивме некои прстенчиња. Колку години имавте? По 7, 8, 9? Мислам дека бев второделение, значи Так. 7, да. Супер. Пошто со 6 години тргнав, така да 7 години. Ти победи со консензус или беше тесно? Победив, стварно победив. И толку бев среќна и трчам од таму и се викам на цел глас: "Мамо, мисум, победив." Многу бев среќна и птен. И навистина тоа многу значеше во тој миг за мене. И потоа, следната година, од кога Добро. другите другарки од второто мало, значи од таму кај што е Бикот сега, значи тоа беше втора мало, ние бевме ваму. На улица Македонија. Кај, да, кај домот на Арама. Направивме
исто така мис кој гласеше мис на 2 мала. Ама тоа беше конкуренцијата зголемена се веќе. Да, тоа беше сериозна организација во смисла, Да, таму во девојчиња имало и секој. букети, имавме повеќе девојчиња, така што беа пријавени, имаше жири комисија, требаше да дојде и телевизија да сними, ама не снимаше. А која ти е најстара снимка што ја поседуваш, онака некоја поврзана со мисови? Најстара снимка? Па не знам да ти кажам која ми е најстара снимка. Добро, ова е стара слика сега што ја пуштаме, многу интересно. Вау, кој се насликава? Ова сум јас. Предпоставувам си ти ова, да. Ова сум јас, а ова е баба ми Мира. Растеше со баби? Да, многу. Што убаво. Да. А инаку со баба ми сум многу поврзана затоа што таа ме чуваше и секогаш ета кога ќе дојдев од школа ме викаше Манче. Манче? Од Маријана? Од Маријана Манче. Што сакаш Манче да ти направам? Да, и секогаш ми ги подготвуваше моите омилени сладки и ета можеби од неа Таа љубовта со торти, колачи и ваму, пошто знам дека сакаш, ете и видов дека сакаш и видов каква креација правиш. Точно така, како и да е. Многу бев поврзана со моите 2 баби, ова едната баба на татко ми мајка Мира, а другата се викаше Марика и едноставно тоа е еден период од мојот живот кој ми беше навистина многу убав. Ја бев најмалото девојче, најмалото дете во фамилија. И веројатно најразгалено. Да, многу се грижеа за мене и сета љубов што ја чувствува ми ја пружија. Не постои поубав начин еден човек да има поубаво детство од тоа со баби. Знаеш, бидејќи родители е едно, окей, ама љубовта од дедо, баба е стварно посебно. Така да и си среќна што знаеш си го имала сето тоа и баш е убаво и супер. Ајде сега да те префрлам на прво телевизиско појавување, бидејќи мисовиве ги решивме, видовме кога се првпат на телевизија, кога е Маријана? Па преку Ребис да ти кажам, затоа што на 12 танцовиот годишна клуб. Танцовиот клуб, на 12 годишна возраст веќе танцував со професионалната група. Имавме многу снимања во македонска телевизија, на многу музички емисии гостувавме тогаш. Една од емисиите е Хит на месецот, која водеше Антонио Димитриевски. Да. И мене тогаш ми беше најнормално да одам на снимање. Немаше срам? Немав срам, да. Дури другарките некогаш ето кој им кажав викам имам снимање, не можам да си играм после часови или така. Ама каква снимање? Што се случува со тебе? Викам, не снимање во телевизија. Аха, добро. Да, не снимам бубрези. Да, добро, да. Така да, едноставно, Ребис е еден убав период од мојот живот кај што јас го обожавам танцувањето и преку Ребис некако ја доживав таа магија која што телевизијата ја нуди. Точно. И таа те држи до ден денеска. Години, фала Богу, така и да продолжи нормално, се додека ти е мерак. Не си сивната од телевизор, на наше големо задоволство и така натаму. Па добро, ама и ти... Има и тешки моменти, не е се уживање, фала Богу, да, така? Има и тешки моменти, има и добри, има и лоши, но знаеш како битно е човек, битно е како реагираш ти во таа дадена ситуација. Океј. Да, многу е важна нашата реакција кога се случува нешто што не сакаме да се случи. Така да како треба да речеме, што би посоветувала млад човек? Ништо, само да бидат сталожени, да изборат до 10, да бидат сталожени и потоа, откако ќе размислат, ќе го направат вистинскиот потек. Општо во животот ја мислам правило, нели? Па да, ама знаеш, има некогаш некои се избувливи, па некогаш знаеме да кажеме нешто што не мислиме и така натаму, ама тоа се е во некои дадени ситуации кои може ни се случуваат, ама да бидеме онака сталожени и да стоиме цврсто на земја. Ето советот, Маријана, а сега ќе те прашам нешто за Кина. Ајде. Ти си во Кина почесен жител или како и да се вика тоа на една градли, провинција или не знам што е тоа. Ај објасни ми малку околу тој момент. Каде си добре дојдена во Кина? Во Кина тоа се случи на изборот за... сега зборуваме за вистинските избори за убавина. Да, за вистинските избори за убавина. Значи, во 2005 година бев во Кина. Добро. И таму на тој избор, чекај сега, ајде прво малку ќе смениме приказната, во смисла, на тој избор 2005 година победив во Кина. Значи, изборот гласеше Мис Бикини на универзумот.
Не на светот, на На универзум. универзумот, да. И Пошто? навистина не ми се На веруваше Марс има многу добри викиња. Не ми се веруваше кога водителот Добро. онака кажа and the winner is Македонија. Јас просто бев во шок. Мене нозете ми се пресекоа во тој момент. Сигурно 2:30 или? Мислам учеснички. Беа повеќе, Така? беа повеќе Значи, од цел бајаги, свет, така, така, да, добро, повеќе девојки од цел свет беа. И во Кина бевме 30 дена, прошетавме полно градови, значи бевме во Шензен, во Гуанџу, во Шензен тоа Пекинг, кај што во се сеа Силикон Вали на Кина, кај што ги прават тие, така, тој е тој? Да, тој е тој. Шензен е преубав град. Значи јас бев 2005-та, од тогаш сигурно се смениле милион работи. Значи преубав град, но ќе се задржам на Гуанџу. Добро. Таму мене ми избра за почесен граѓанин. Како стигна тоа? Затоа што имаше Кој таму ти една кажува? парада на цвеќето. И Добро. таа традиционална манифестација која што се одржува таму и ја имав таа чест да предводам таа парада. И меѓу Како другото победничка на Мисов или не? Не, претходно, Аха, добро. претходно. И потоа, ете ми доделија еден како златен клуч на градот, кој што е символ за среќа и благосостојба и можеби тоа ми донесе и среќа на самиот избор. Што знаеш? Не се знае, можеби. Јас верувам во тоа. И што сега да кажам, Кина е фасцинантна земја, значи од тој момент, да, јас сум навистина фасцинирана од нивната култура, нивниот начин на живот, од буквално од сех кинеската храна ја обожувам исто така. Но што сега да кажам, значи од тој момент од таа парада на цвеќето никако ете се с голем интересот на новинарите за мене како представник на Македонија. Добро, ти до тогаш си basically во манекенството. Се уште нема водителска кариера. Не, тогаш се уште нема водителска кариера. Водителска кариера почнува со Џамбазов бинго, вајда. После тој избор во Кина. Значи, после 2005 година започнува водителската кариера. Значи, после мојата победа таму, се вратив овде и Игор Џамбазов ме покани да бидам гостинка во тогашното бинго. Така. И веднаш потоа започнав со работа на бинго. Значи ти беше гостинка и стана водителка на некој начин. Да, бев дел од тимот на бингот. Ќе видиме што ќе се случува и со оваа емисија во иднина. Добро. Да. Така да му благодарам многу на Игор Џамбазов. Благодарам многу на Игор Џамбазов што ме внесе во светот на игрите на среќа во кој ден денес сум и што видов што значи еден телевизиски проект игра на среќа. Тоа што беше прво. Тоа беше и пред бекстејдж и пред Тоа беше и пред бекстејдж, да, тоа беше 2005 година, значи бингото траеше неколку години. Исто немаше трема, претпоставувам, исто си влезе најприродно, или? Мислев дека го знам, такво чувство имав 100 години како да го познавам Игор Џамбазов, така да едноставно не можеш да имаш трема кога заработиш и кога работиш со Игор. Да. Така, Игор ја има таа способност, едноставно да те направи да се осеќаш како дома, да сте најдобри пријатели што се. Точно така и буквално јас немав трема додека траеше нашата соработка на бинго. Преубаво. Сега, си била полно работи на телевизија, ама не си била, да речам, спикер на вести. Не сум била. Не си била спикер на вести. Ние сега ќе донесеме од страна 4 групи на, како да ги кажеме, фрази, односно информации. Ти по случаен избор ќе избереш од секој од тие 4 шешири и ќе створиме една вест. Таа вест, бидејќи ќе биде смотана сигурно, бидејќи ова се 4 фрази што се тотално неповрзани една со друга, сепак ќе ги излечеш, ќе треба да ги прочиташ 4 фрази како да се вест во онаа камера онде. Ајде нека се донесе за да пробаме. Ајде. Ете, значи имаме прва, втора, трета и четврта, ова како и да се вика, овие садови 1, 2, 3 и 4. И сега, влечеш 1, 2, 3 и 4, значи промешај си ти така си знаеш игра на среќа и ова до некаде. И да видиме што ќе ти се погоди. Какви вести се ова? Кој знае какви вести има, ни ја не знам и подобро да не знам, да ти кажам право. Оп, имаме нешто, добро. Добро, ево ова одлучи се кое сакаш. Тоа нека биде прво, ајде. Добро. Ставај си едно по едно, таман. Ќе знаеме, ајде. Ајде второто. Ајде ова.
Веќе станува глупава сигурно. Да, препоставувам. А чекај да видам понатака. Еве јас ке четврто да јас ке ти излечам еве. Добро? Одлично, преако. Охо. Добро, Преако. и Значи, сега? Сега ќе го прочиташ во камера, така? Може, еве ти ја камерата е за тебе подготвена, значи пробај да го прочиташ најозбилно, значи како да е најсериозната вест на светот. Ти си спикер, почнуваат вестите и одиме Маријана со вестите. Штото го добивме вонредна вест. Двајца ликови со чорапи на главата влегле во банка. Не се кратци, само така се облекуваат. Дефинитивно ова изгледа дека не е правиот потек, бидејќи илјадници граѓани најавија протест за утре во 6 часот и 35 минути наутро. Веднаш по вестите ќе имаме јавување во живо од Русија и ќе дознаеме дали ова некој сака да го кочи. Во живо од Сочи. Менче точи. Па, преако. Нека седат овде. Во живо од Сочи Менче точи. Поздрав до Менче точи, by the way. Ма нека седи овде, ке чистиме после. Маријана. Сега, за бекстејдж спомнавме. Како па тоа дојде? Бекстејдж, да. Бекстејдж дојде после бингото некако. После Некако така се нижеа кај мене работите. Значи, кога заврши бингото да се емитува, тогаш дојде бекстејдж. И сега тоа беше нешто ново. Заврши, да. И после неколку месеци започнав да го водам естрадниот магазин Бекстејдж. Си беше нов проект од нула. Сосема ново беше тоа за мене. Сега од игри на среќа некако се префрлувам на естрадни вести. Треба да се пратат сите вести што се случуваат кај нас од естрадата. Не беше само водителка, беше вклучена и во заедно со Владко Илиевски. Со Владче. Да, ние бевме првите водители, да, со Владче. И супер се вклопивме уште од снимањето на првата емисија. Јас претходно со Владко не се знаев, да. Бекстејдж практично не спои. Но станавте другари? Станавме другари, да. Станавме другари и пак ќе ме расплачеш. Не, добро. Ништо. Кој ти е најдраг спомен од Бекстејдж? Знаеш, години ете таму поминати едно друго, ама што вака најци се сеќаваш? Што би сакал пак да се врати онака? Имаше еден многу интересен момент, секогаш го раскажувам, беше 1 април и ние требаше да Владче ми доаѓа ми вика: "Мат, сакаш ли вика да направиме нешто интересно?" Викам: "Добро, што ќе биде тоа?" Вика да си ги смениме улогите. Вика: "Јас ќе бидам ти ќе бидеш јас." Да. Викам: "Чекај, значи викам ни треба плава перика." Викам: "Добро." Викам: "Мислам дека има се." Јас го облеков Владко, го нашминкав, му ставив плава перика. Он мене ми даде негова мајца, онаква Beatles со едно капче кое што го носеше тогаш и ние буквално тоа беше импровизација, невидена, без сценарио и така водевме Бекстејдж. Значи јас се потрудив да зборам како Владко, а он се потруди да ме долови на некој начин. И мислам дека тоа беше многу интересно и предизвика бурна реакција кај сите, дури ни организаторите не знаат, дури ни Александар Блажевски немаше појма, кој виде дека вие не сте нормални. Али ајде тоа. Да. Ама многу се сигурно спомени и моменти што воопшто и од Бекстејдж ги имаше со Владче и така натаму. Сепак, знаеш, кога па престана тоа, кога се врати пак на игри на среќа? Сега е лотото окей, ама кога дојде тоа враќање? Па се поклопија пак повторно работите. Значи, додека бев на Бекстејдж, започна и лотото повторно. И паралелно одеше? Да, тогаш од Бекстејдж фактички јас го засака водителството и веќе повеќе од 15 години сум пред малите екрани. Често се случуваше да се поклопат многу ангажмани. Значи имав Бекстејдж и лото, па после тоа имав лото и во недела попладне. Па кога заврши во недела попладне водев една спортска емисија Индирект. Па не знам дали знаеш. Тогаш само пратев спорт и ништо друго. Па тука беше и овој проектот Танцот звездите, но секогаш имав повеќе телевизиски проекти и јас буквално нема време за себе. Мене викенд ми беше понеделник и вторник, на пример. Да, пошто тогаш си слободна. Пошто во недела имав емисија во живо, во сабота, во среда и некако понеделник и вторник беа денови за одмор. Дали Танцот звезди се го спомна, дали тоа ти е најонака, бидејќи пази таму склопи на едно и водење и се надпреваруваше, танцуваше,
Така, ти беше и учесник Да, и... првата година бев учесник, а втората го водев заедно со Тони Михајловски шоуто. Значи ти беше тоа најмерако, омилено шоу. Дефинитивно Предпоставувам. јас со танцот се препородив. Јас го пратев тоа шоу многу години наназад. Италијанскиот формат го пратев Bailando con le Stelle, потоа американскиот формат Dancing with the Star и ден денеска го гледам на YouTube. Го следиш? Ден денеска си следам се пратам. Знаеш ли како настанало тоа шоу? Не. Има еден филм се вика Strictly Ballroom. 94-та е снимен, се работи за еден професионалец и една аматерка и сега тие треба да танцуваат на еден надпревар. Меѓу другото, ете, интересен е филмот, има и љубовна приказна, се разбира како во секој романтичен филм, но тоа е инспирација за да се случи овој проект најпрво, професионален танчер и некој кој што не се занимавал со таков тип на танци. Например, јас сум удела во Ребес, знам други движења, но никад не сум учела стандардни танци, латиноамерикански танци како чачача, па со добле, румба и така натаму. Го крена нивото лично твое на танцување, веројатно. Па научив многу работи, излегов од својата комфортна зона. Ако ги земам предвид тие поддршки кои што ги правев, од кои што многу ми беше страф, но ета некако се... Што значи тоа, паѓаш на раце на партнер? Не, тоа се оние... Не, поддршки се оние кога правиш акробаци. Ако се вртиш пируети чуда. Да, тоа ми беше тоа знае да биде опасно, веројатно, или не? Па знае да биде опасно, знае да биде опасно, ама со права техника може да се изведат работите како што треба, ама не треба да се плашиш. Ја имав страф и некако ми требаше време да го пребродам тоа. Тешко е да не се плашиш при такви ситуации. Не сум облечена соодветно, иначе сега ќе те натерав да направиме нешто. Може, ако сакаш ти кажувај, ми седи од таму од место, ја ќе вртам тука пируети ќе правам. А од сите песни на кои што танцуваш, која ти е омилена? Имаш ли некоја таква? Имам една. Perhaps од Doris Day. Perhaps. Или Кисас. Или таа верзија оваква, поинаквата. Да, на шпански. Таа беше исто машко, женско ги ја пее. Па ја имаат одпеано многу. Имаат одпеано многу, да. Така. Ама убаво ја фати. Ај чекај, ја фаќаш? Сакаш да одпееме заедно? Чекај, ја имам микрофон за пеење. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. If you can make your mind up, we'll never get started. Како Disney. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps. Да видиме колку добро си го знаеш Инстаграм профилот. Ајде. Личниот Инстаграм профил. Може. Ево, ние не го знаеме. Да видиме колку ти го знаеш, да видиме. Значи, играта е многу едноставна. Се вика Маријана или не? Маријана или Росана? Има точен или неточен одговор, односно дали е Маријана или не е. Значи, пуштаме слика. Еве да видиме. Еве, дали е ова Маријана или не? Што мислиш? Од твој профил или не? Не. Тоа е конечен одговор, дефинитивно? Дефинитивно не. Да видиме дали е. Истина! Добро, понека се загреваме. Немам ваква баретка. Се загреваме, само се загреваме. Ова е веројатно лесно. Одиме кон потешко, се надевам луѓе од режија. Да видиме слика. Дали е Маријана или не? Ова е моја фотографија. Сигурна си? 100%. Да видиме. Браво! Добро, ми се допаѓа. Океј. Ајде, понатаму.
Не, Ова јас мислам дека не е искрено. Па не, се гледа порачињата, па ви немам се таква молам. ока. Плюс кога седела вака Маријана на слика, ви се, немојте. Дајте по-тешко режија. Ајде следна. Ова е моја фотографија. По стукчето се познаваш или по позадината по лотариска? лакот на ногти. А, лако! Најс, да видиме? Да. Имате уште? Имате уште? Имате уште. Еј, ова е моја фотографија. Ама се замисли малку, Ова е знаеш моја дека? фотографија. Ајде да видиме. Вистина е, вистина. Секоја чест. 5 од 5 е, не знам дали има потреба да уште? продолжува, Или не знам. тоа- Има уште? Ајде уште нешто, ајде да видиме. Ова не е Ова е моја на фотографија. паркинг сигурно, ама каде Ова не не, знаем. ова не е моја Не, ова е фотографија. Лила! Добро. Ја мислам, ги знае. Преако! Ја мислам дека си ти. И Ова е тоа жаре. Не, знаеш каде е ова? Кај Министерство за, не знам. Кај грчка амбасада. Ајде, бегај! Ајде, бегај! Немојте вако изненадувања. Толку беше? Толку беше, ја мислам Леле. дека тука треба да затвориме. Леле. Кажи ми, знаеш, бидејќи мене ми делува дека да работиш, знаеш, со клиенти, спонзори, сето тоа на Инстаграм, тоа си е захтевна работа. Не е луѓето кои што мислат, се доаѓаш, се сликаш, не знам што, си има спремање, бре, шминка, фризура, облеки цело време да си тип-топ. Се спремаш ли за фоткање на Инстаграм, исто како за на телевизија, пример? Или не? Па да ти кажам, во суштина подготовката е делумно слична. Така? Да, делумно слична, Пак со мораш тоа да си- што Инстаграм платформата овозможува една комплетна креативност од тој кој што нели ја осмислуваш фотографијата, значи се бара адекватна локација, потоа нели нормално Си има работа. адекватна облека, да си има работа. Значи ако е видео во прашање, тогаш си монтажер, па треба да избереш и најдобри кадри, да ги измонтираш во видео, така да не е баш едноставно. А впечатокот на луѓето е дека е едноставно, ја некој така мислам. Да, мисла дека е Ти доаѓаш едноставно, гајле, ти ама се сликаш. може да е едноставно за некого. Ја не велам не, може да е едноставно, ама знаете како, зависи што сакате. Ако сакате да постигнете поголем ефект и да бидете професионални, ако станува збор за некоја соработка, нели треба да се испочитува максимално таа соработка. Клиенти Да, што дефинитивно, си да. плаќаат за таа услуга, значи знаат да разликуваат профи од Да. Така? Да, знаат и знаат кога во нешто се е вложено и време, и труд, и буквално целата креативност е дадена во тоа видео или во И се таа ти го фотографија. пратиш развојот, бидејќи ти и порано, нели, меѓу првите условно речено започна со тоа и сега кога веќе сосема нормално и популарно луѓето да си се рекламираат на тој начин, фирмиве и така натаму и така натаму. дека Така, во осеќаш светот- дека оди некако нагоре линијава. Во светот пред многу години некако беше тоа многу актуелно години наназад, кај нас некако стана тренд во последно време. Последнија година. Во последно време, да, така. И морам да напоменам дека ева кога сме кај тоа инфлуенсерство, работење нели на социјални мрежи, значи самата платформа овозможува многу. Самата платформа е Инстаграм. Сега имаме категории на инфлуенсери, значи има оние микроинфлуенсери, има макро, има селебрити инфлуенсери, да. Но меѓутоа и оние кои што немаат толку многу фоловерси и кои што се на самиот почеток, доколку имаат добри фотографии, интересни видеа, може да бидат забележани од страна на некоја маркетинг агенција и да направат некоја соработка, да, и потоа нели да имаат и влијание врз своите следбеници. Така да, пак уште еднаш ќе кажам, социјалните мрежи, посебно Инстаграм, нуди навистина големи можности. Супер, значи ти си задоволна. Ти си мене ми е сесто, ако претходно мене работата ми беше некако па ориентирана кон телевизиски реклами, реклами за опечатени медиуми, корпоративни настани, сега некако маркетингот се сврте на социјални мрежи. Повеќе на Инстаграм, помалку на Фејсбук, затоа што на Фејсбук некако е повозрасна публиката, а Инстаграмот е наменет за помладите и сите се на своите телефони. Имам и TikTok, да. Да? И исто активна си таму?
Па бев едно време, додека траеше локдаунот, ама сега Играше некако... танци и правеше? Да. Супер. Од J-Lo, челендж. Добро, останува ли Dance challenge. после сите овие работи време па еве торта да направиш, например, Останува, Жаре, останува, Да. нормално дека останува, Си по дома активна во кујна? Па сакам да подготвувам сладки работи, да. Од солено Да подготвиш и да не ги јадеш после тоа, бидејќи јадам се одржуваш, човече, што ти е? Јадам сладко, Па многу, не ти верувам. многу јадам, да. Треба да припазам малку. Значи, што е битното? Колку јадеш, повеќе да трошиш? Тоа нема Не, никаква битен е филозофија. балансот. Битен е балансот. Што Знаеш да баланс? знаеш. Баланс да изедеш 2 реда коцка, 2, Па а не сега не цело мораш цело чоколадо. чоколадо, можеш пола чоколадо, Оди па застани. после тоа. Не Па знам како го правиш половината тоа. нека ја изеде бентот. Пример. Значи тоа е уствари треба да поделиш. Може. Да, кај е тортата бе, мрт? Кај е тортата, ја не знам, јас- Нели кај тебе ја ставиме? А кога сме ја нема, вие додека правевте муавет. Торта која сме кај торта. Кажи. Последно нешто. Ние имаме друга торта. Ти подготвивме, но Добро. оваа торта не е довршена. Односно, е доведена до самиот крај, го нема финишот, значи глазура едно друго, тоа као сика фил да се стави. Ќе ти дајме тебе да го направиш тоа, за да видиме дали те бива. Но, ќе има челендж дека тоа ќе го правиш без да гледаш. Ќе ти ги заврземе очите. Го прифаќаш ли овој челендж? Дали си толку многу торта мајстор за тоа да го направиш? Јас го прифаќам челенџот, ама не знам баш дали Не ветувам. ќе успеам да ја декорирам таа втора торта како што ти ја донесов првата. И нека и 20% тоа ние ќе бидеме задоволни. Носете тортата! Ајде. Правилата на ова се многу едноставни. Ти не носиш капа, јас носам. Тоа е првото правило. Јас Второто сум кецала, правило. ти не носиш. Тоа е второто правило. Третото правило. Значи, имаме како си го? Хопла. Хопла. Благаз. Блага Се надевам. хопла, да, за сладки. Така, тоа е тоа. Понатаму имаме шаренки гранули, што иде со ова. Така, чоколадни гранули и Шоколадни имаме. и my favorite овие бисерчиња. Ова се вистински бисерчиња. Се надевам не. Не. И се става, значи, да видиме. Ај од камера од горе. Вау! Се чувствувам прејако. Значи, овие и ова треба да послужат за декорација на ова. Ова е веќе подготвено, останува само ти да го декорираш со тоа што треба да го декорираш. Без појма да немаш што правиш. Така Никога да, живот се зборила како нешто. не, треба Че, помош. Ми треба, ама ќе ми помагаш така? Ќе пробам. Да. Кај си? Океј си, добро е, се е океј. Да, Значи, океј е, те ти ништо сега не- кажувај ми, ти знаеш што имаме. Знаеш што имаме. Ти кажувај ми што сакаш, јас ќе ти подавам и само да знаеш, тука ти е, ете го. Така, и дај со оваа рака за да видиш кај се краевите. Чекај, Види, краевите. Еве го еден крај, еве друг крај. Добра. Знаеш, таму си. Океј, а јас ќе ти подавам А кај ми е работи. Ти хоплата? само кажувај ми. Хопла. Хопла. Повели. Оп. Хопла. Ао, чекај. Исто имам и онаква као шпатула за мачкање, ако сакаш, можам да ти Добро. дадам. Уште Дај ми- хопла? Па да, треба уште. Добро. Не знам како изгледа ова, ама Изгледа многу добро. Ние ќе ја јадеме Маријана другата сладкарка торта. да. Леле, ја Сакаш за мачкање такво? чекај. Дај ми. Еве, повели. Оп, дај, еве. Може треба уште хопла. Чекај. Ајде. Вака. Така е, браво. Измачкај, Маријана. Немај гајле. Вау, прејако. Дури зачудувачки Даре. добро морам да признам. Што? Супер е. Добро е. Па да, само фали многу хопла. Еве, А, еве, да, јас да. ќе додадам. Да, Без фали хопла, фали Опа! Мачкај. Чекај. Така. Дај уште хопла ќе ставиме. Уште хопла? Да, Добро, да, ти да. си шефот, окей. Еве, стави. Стави. Ма сега ти не ми се мише? Ја толку мојата помош овде ќе заврши. Чекај. Ќе престанам Јас ќе те веќе да викнам помагам. за помош. Добро, ето така. Значи Но- цела О! торта. Така, цела ја помина? А, не, чекај, од оваа страна не. цела ја помина. Добро, Добро. ево вака. Добро. Оп. И Сосема крајниот добро го работи ова финиш. човече. Ево го. Добро, што сакаш сега? Сега сакам Кажи. чоколадни мрвици. Повели. Еве. Овие се чоколадни. Не фаќе Сега. кај не треба да знаеш. Од сега други правила, нема више фаќење.
Добро. Так. Одлично. Супер. Понатаму што сакаш кажеш? Бисерни или шарени? Плавите. Добро, повели. Еве. Одлично. Супер. О, добро. Супер, браво, добро. И за крај? Шарени, шарени. Шарени, ама и две и тоа, вака, со две. Не, чекај. Како прав газда. Чекај. Ајде. Добро. Чекај малце. Океј. Одлично, добро. Дали можеме да правиме ревил полека? Дали сме подготвени? Чекај јас да дојдам од оваа страна. Ова е. Можеме ли да правиме ревил? Дали си подготвена? Може. Можеме? Добро. Еден драм рол за ревил полека, чекај малку. Значи, подготвена си? Одиме, биди подготвена. Можеш да кренеш за 5, 4, 3, 2, 1. Тада! Одлично! Јас мислам дека е успешна мисијата. Дали ја сакаш оваа торта, Мартина, или другата? Се едно само да е благо. Не, ова е за жаре ќе биде се. Види, ја мислам дека е добро. Ја мислам дека е супер, ова јас ќе ја земам, да. А ти таа со паторот земи ја. Маријанче, Па добро, не е лошо, што? ни даде две торти. Ова ја земаме. Ја земаме и таа другата. Ние ќе ти испратиме со најдобрите од Good Nature чаеви, гордоста македонска, алкалоид и Златен Даб има пициња за добро расположение. Многу, помош. Многу ти фала што беше тука. Ја отвараме убава сезоната. Фала многу за поканата, одлично си поминав, супер беше Се и добана. да се видиме пак. Да се видиме да не пак, се те забораваме чекам толку години. утре на кафе, како што кажа. Може. Тоа е тоа, да Договорен. испратиме со музика, Маријанче. Дечки, ние сме при крај, ама останете со нас, не се гасате. На епизодата, толку беше од првата епизода од 13-та сезона, не ни треба веќе сценарио, не ни треба ништо, затоа ова ќе оди на рециклирање и вие морате да селектирате отпад дома. Значи, на едно место хартија, на едно пластика, на едно стакло, сите тие работи, и кога ќе си дојде време за фрлање во ѓубре, пластика се фрла во пластика, хартија во хартија, стакло во стакло, да си бидеме како што треба. Европски граѓани, што би се рекло. Се гледаме следна недела, канал 5, 18:30 или кај да не гледате реприза некаде пред полнок 11:30 или така нешто. Или ако не гледате на интернет, поздрав интернет, како си? Дали си добар? Дечки, тоа беше се. Можеме да гасиме? Ајде!